Денешното рочиште го следи колешката Марија Витеска. Марија, повели со извештајот. Александар, судијата Ивица Стефановски само што даде кратка пауза, но судењето, како што и самиот кажа, започна со прашање на обвинителството до прво обвинетиот во случајот Љупчо Палевски Палчо. Последното прашање беше околу тоа што правел Палевски на 22 ноември 2023 година, кога ќе биде грабнат и убиен Панче Жежовски. Тој тврди дека дента станал рано наутро, пиел кафе и го прошетал неговото куќе и дека го видел одреден член на партијата Десна со кого разговарал. Но на прашање на обвинителството дали тој човек навистина постои, зошто не е повикан како сведок, Палевски кажа дека не му го знае името и презимето, не се сеќава за кој станува збор, но знае дека бил претепан од полицијата во рамки на истрагата и дека со неговиот адвокат прават некакви напори за тоа лице за понатаму да го повикаат евентуално како сведок во постапката. Но не е логично Палевски да не го знае името и презимето на членот на партијата Десна, да знае дека истиот бил претепан во истрагата. Воедно кажа дека и неколку пати го посетувал домот на обвинетиот Велибор Манев во Велес, од каде што всушност вечерта тие тргнале и се договарале за грабнувањето и убиството на Панче Жежовски, односно во судницата тука на претходните рочишта беа прикажани видео материјали од таа вечер, но Палевски тврди дека тие материјали се од некое друго време, дека и кога одел на пат поминувал кај Манев во домот за да пијат кафе, доаѓал и преку ден, доаѓал и навечер, односно неколку пати, 4-5 пати го посетил домот на Манев. Во однос на денот 30 декември, кога всушност Палевски според обвинителството бега во Белград, па потоа во Турција, прашањето беше зошто, ако одел на лекување за кичмата, со која што има здравствени проблеми, не носел медицинска документација, туку носел хард дискови, лаптопи, слушалки, телефони, се само не медицинска документација, а требало да оди на лекар. Палевски го обвини обвинителството дека при неговата екстрадиција од Турција практично биле украдени две цедиња кои што биле од магнетна резонанца на неговата кичма. Но факт е дека преку целото судење никогаш не кажа дека имал термин кај доктор или болница која што планирал да ја посети за да направи магнетна резонанца за кичмата со цел да донесе одлука дали ќе прави операција или не. Уште еднаш кажа дека се работи за политички прогон против него, кога обвинителката Жаклина Јосифовска-Крстевска ги редеше сите присуди против Палевски. Две од судот во Задар, каде бил осуден за економски криминал, на што Палевски кажа дека должел 4000 евра, односно неговата фирма која што бил собственик, па ги вратил парите, па затоа бил условно осуден, потоа дека бил осуден во земја за одавање службена тајна и дека во отсуство бил осуден и од судот во Прилеп за прислушувани разговори. Судењето секако продолжува со прашањата на обвинителката Жаклина Јосифовска-Крстевска по УЗАД. Александар? Марија, ти благодарам за ова вклучување во вестите. Секако повеќе информации очекуваме веќе во следното информативно издание. Ти остануваш да го следиш денешното рочиште.